Почитувана колешке, бидејќи спомнавте хронологија на настаните, сакам да бидеме докрај искрени. Добро е што го поддржувате овој предложен закон од пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Меѓутоа, јас се сеќавам во 2019 не бевме ние пратеници. Меѓутоа, кога ги правевме измените, односно кога ја проширувавме старосната граница, ние имавме исто дадено еден амандман со кој што го баравме ова што денес го предлагаме. Односно, баравме горната граница да се избрише, бидејќи е дискриминаторски таквиот диапазон на години. Меѓутоа, тогаш не убедувавте дека тоа не е така. Не убедувавте, јас се сеќавам на вашите зборови дури, дека возрастната група над 65 години зема пензии и така натаму, меѓутоа тие пензии, значи сигурна сум во тоа, пензијата да се земи, старосната пензија е многу различни услови. Добро е искрено да кажете зошто владата напише позитивно решение за ова. Заради тоа што Уставниот суд донесе одлука со кој што се укинува овој член. Го прогласи дискриминаторски, неуставен, и тоа благодарение на иницијатива на еден граѓанин кој што има над 65 години и не беше корисник на оваа услуга. Дури иако до сега се уште извештајот на народниот правобранител не стигнал на дневен ред на седница, ставен е, меѓутоа не стигнал да се расправа, и во извештајот во 2021 година, човекот, граѓанинот се пожалил и до народниот правобранител, и народниот правобранител има конкретно кажано пример на кој член е поплаката, дека е дискриминаторски и така натаму, меѓутоа граѓанинот бил упорен и ја продолжил постапката до Уставен суд и еве на 1 декември 2022 реферат број 27/2020, 289/2010, судот одлучи да го укине член 44 став 2 од делот на најдоцна до 65 годишна возраст од Законот за социјална заштита и подносители адвокатот и Институт за човекови права преку полномошник Игор Спировски. Ова е вистината. И не боли да се кажи така. Може би сме мислеле нешто, па заради X причини не сме го прифатиле тогаш амандманот на ВМРО ДПМН, меѓутоа еве граѓаните успеале да си остварат своите права преку институциите за среќа во овој случај. Значи тоа е вистината, друго ништо не е вистина.